За да видат кој е појак, па мора да си лош, зашто никој не те цени добар. Така мора во екипа сите исто зборат, па мора да ја знаеш секоја фора нова. Не интересирало бизниса, приоритетот ми бил да висиш. Кој трипе на скейт, прв кикфлип, скитање, улица, скилс и рима. А тогаш не ни знаев дека СТР2 ќе снимам, ни па дека ќе бидам на бина. Спомените ме тераат да се сетам да растеш во 90-тие, како да си растел на друга планета. Значи, МЗТ кога влезе во првата Југословенска лига, според мене таа беше многу појака од сегашната АВА лига. Првата година кога останавме, имавме доста победи. Дома гости немавме ние на победа. Освен со работнички, таа не беше најбитна за да останеме. Имаше еден интересен момент, игравме со Босна. И не знам, резултатот беше негде... Имаше човек на записничка маса и ги кажува кој све постигнал поени и гледаме МЗТ има 36 поени на семафорот и кажува Владко Владичевски има постигнато 32 поени. Тоа беше многу интересно. Беше интересно и ја победивме Југопластика. Југопластика ја победивме тогаш. Југопластика не беше таа година Југопластика европски шампион, ама игра уште Дукан, Пољак, Раджа, Кукоч, почетоци им беа. Интересно беше ја добиваме Југопластика и водевме, ама Југопластика многу ја добивме. Југопластика добивме тука негде на околу 20 разлика. И на 20 разлика Лазо на минута, па сега може би тоа нормално, но тој период на минута пред крај вика тайм аут и сега чекаме што ќе биде. И Лазо на сите да пукне. Дека ги победивме многу. И им викаш играјте до крај. Ние таму кога играме, ако можат вика 30 ќе не победат. Вие играјте овдека колку можете да ги добиете. Па ја од 82-та, мислам дека и тогаш едниот мост беше пуштен, овој Близнаков не беше пуштен. Тогаш и салата прв пат ја затекнав 82-та. Ја имам само пропуст година дена која бе во војска. И до предизвесен период ја да не рачунам свадби или болест нешто или она, не ја рачунам таа година кога сум бил војска. Немзете немам пропуштено 20 надпревари дома. Значи се случувале нешто, можеби настинка, некоја пригода што не можеш да одложиш, ама вкупно, значи од 82 до 2020 немам пропуштено 20 надпревари дома, не ја рачунам годината во войска. Значи специфично интересно ми беше тоа што првиот надпревар кој го гледав, комшија ми беше мене Митко Луковски и он беше во Старо Мало и он беше капитен на МЗТ. Митко Луковски, тој период играше секој што се сеќам кафеџиски. Митко мислам беше осмица, Кафе седмица. Анте Дуковски исто играше, значи овој период нема уште тројки. А Анте Дуковски имаше шут од многу далеко и погодуваше. Тој период имаше тројки, ќе беше многу добар тројкаш, затоа што кога почна да има тројки во кошарката, многу тешко играчи, одреден број на играчи може да погодуваат тројки. Ова е 82-83, уште нема. Тројките мислам почнуваат од 84-та, после Олимпијадата во Лос Анџелес. Прв кај нас тројкаши тој период беа Владко Владичевски и Дарко Кнежевич. Они беа многу добри тројкаши. Навивачи в Скопје си имаше од автокоманд и точно се знае. Бела беше воđа на навивачите. Организатор на навивачите. Да. Бела имаше пицерија Бела. Бела го знаат сите од тие. Да, сите го знаат. Прашете ги ве со кого и да зборите. Значи како навивач со организирано со све од автокоманда, тоа се знаеше секој надпревар. Баш имаше публика и навивање. А баш како навивачки групи или нешто, тоа подоцна е формирано после 80-тите години. Прв надпревар кој го имам гледано на МЗТ е... Се не сум точно сигурен дали беше МЗТ Кварнер или МЗТ Либела. Тоа е негде 82 година. Специфично за тој период доваѓа многу навијачи на МЗТ од автокоманда. Ја сум од Зелените, комшија ми беше Коста Лакордов и он беше еден од првите навијачи кој идеше од аеродромциве, кога веќе се пресели во аеродром, кој идеше да го наречам Ултрас, кој иде тогаш во вулканот на автокоманда. Од Лакордов. Па Лакордов е првиот, например, да речеме навијач аеродромец, кој веќе во аеродром и кој и на сите нас ние кои идевме тогаш да игравме, ни беше премногу интересно, ама никој не идеше кај нив, сите бевме од страна и како театар гледавме, освен они беа
актуелни, со живи свирки, со... Има тој период химна и ми идеше текстот некако, мелодија на есма, мислам беше, а текстот идеше крај автокоманда земи ознай, во тебе како рај, ти ги носиш овие момци, што ни дават победи. И ечеше тогаш во салата. Премногу јака атмосфера, тој период. Македонијо, земјо, знај, до тебе како рај, ти весели срца роди, што ни светот успех роди. Ние си бевме, посебно си го сакавме МЗТ. МЗТ е нешто специфика, идентификација за секој аеродромец. Кога ќе кажеш аеродром, одма прен ти текнува на МЗТ. Религија е тоа. Не знам како да го објаснам. За МЗТ најават све живо и диво. Зборам во аеродром. Православни, католици, муслимани, буквално сите се за МЗТ. Баш е религија. Значи првпат е, да кажам, првпат кога почнува да се скандира аеродром, значи автокоманда доваѓаат негде до 85-та година. Значи автокоманда доваѓаат негде до навијачите на автокоманда организирано со музика, со све. Чомбе бела, не ги не знам кои други беа сега по надимаци што ги слушавме од Коста, он како не ги кажуваше, така и ги памтевме како главни фаци. Значи неки, не знам кои други им беа тамо од автокоманда. Ама голем број, ја пунеа салата. Значи они доваѓаат негде до 85-та година, после има вакуум простор и после сите навијачи на МЗТ театарска атмосфера. Аплаузи, све, ама не е организирано навивањето. Прв пат кога се спомнува аеродром навивање, како аеродром, не е МЗТ или било што е, во градски парк, кога бевме прва лига со работнички, ние останавме таа година, он испадна, пошто 2 години игравме во прва југословенска лига, и тогаш прв пат во градски парк почнува аеродром некој почнува и се уват аеродромци, секој станува сака да се идентификува во салата и така стануваат аеродромци и аеродром во салата стануваат и ги гледаш на една трибина, на друга, расплинети, ама секој навијаш. Тогаш прв пат слушам аеродром како слоган за навивање. Главен поддржувач на клубот беше ова навијачката група Family. Морам да ви истакнам дека тие деца почна од почеток на 80-те години татковци да доаѓа со мали деца као ја што ги имав синот и ќерката и доаѓа мене над превари. Како што поминуваше времето, тие мали деца стана фактички порасна. И клубот растеше и фактички тие 90-тите години формираа таа навивачка група, дали 80-тите, 85-та, 6-та, 8-та, меѓутоа формира навивачка група која беше страшен поддржувач на клубот. И тие беа многу значаен фактор во развивањето и живењето на клубот. Значи, нашите почетоци се негде во 85-та година, кога почнуваме редовно да ги следиме надпреварите на МЗТ. МЗТ тогаш настапуваше во првата Б југословенска лига. Со влегување во прва лига во 86-та година, почнавме поредовно да го следиме МЗТ, бидејќи дојдоа и поголеми надпревари. Тогаш МЗТ играше со екипите од големата четворка, Цибона, Партизан, Звезда, Југопластика, драматични надпревари, адреналинот растеше, а и нашата љубов кон клубот во тие моменти растеше. Ние бевме сепак на почетокот 12-13 годишни деца. Со тек на време се стациониравме на еден дел од салата, почнавме поревносно да навиваме, да скандираме. Со тек на време, негде 88 година, почнуваме да формираме и навивачки групи. Се формира и пирамида, по пример на многу групи во тогашна бивша Југославија. Почнуваме да шиеме застави, се снаоѓаме со пиротехника. Тоа беа времења со многу импровизација, бидејќи не ни беше све достапно. Се шиева шалови во домашни услови. И во тие години почнуваме и со гостување во организација со клубот. Бевме во Белград, во Загреб, само иницијативно во Приштина бевме на гостување со Косово поле.
Тоа беа почетоците на пирамида ентузијастички. Во тоа време, можеби 2-3 месеца пред нас се формираше и сервис кру. Малце постари момци од аеродром исто така. Ние редовно го пратевме клубот. Првата утакмица, кони 84-та, јас сум имал 13 години, дојдоа од автокоманда со Зурли и Тапани. И со нив на главен влез тука се бутнав и ја. Они спеа за автокоманда, они доаѓа уште краток период и после више не доаѓа. Доаѓавме ние, се собиравме, сега глупо е да кажеме дека секој утакмица бевме, идеме на утакмици, али дека сега сме биле од 30-30, не сме биле на сите утакмици, тоа се покасно дојде таа свест навијачка ултра. Али можеме да кажеме дека како и да имаме искуство, дебело искуство и у сала и на улица. 1984-та ние почнуваме да идеме, али тоа е, сега не може да го равниш со оваа организација сега, што е групацијски ке навијачите. Идеме сега, некад сме 30, 20, 50, 100, од 84-85-та. Знамето се појавува малце покасно, пошто навијачката свест не беше таква како што е сега, да знамето биде ударно со групата. Прва песна е Аида, ова Скопјеле, таа е прва песна, која сегде и се пееш. Другото беше скандирање за играчи, за плави, бел или какви дресови носе, на тоа се сводеше. Гостовање, нешто што нас можда највише ни, за мене, кажам во моје лично име, најопасно гостовање ни било Косово поле у Приштина кога бевме. Пошто идевме од тука негде околу 35-40 души, без никаква пратња, полиција, чуда. Цело време имам успод проблеми, така беше при Нукачанику, Призрену, не знам каде, нека менување, ово, стигнавме у Приштина, од Приштина Косово поле као приградска, тука со градски автобус се оди. Дојавме таму, кога влеговме у сала, тоа е клуб на Срби на Црногорци. Двајца полицајци у сала, некој од нашите членови, еден е битно кој пијан и ово, она се закача, а они сите по 2 метра. Тогаш кој излеговме жива глава, али сепак не се даваме, ние не се повлековме да се тргнеме или да излеземе надвор, да отцвикаме или да викнеме полиција да застани до нас. Тоа е по мене најтешкото гостовање наше. Имавме уште едно гостовање со Раднички Белград. Тоа е населба Конјарник, у тоа време тоа Цигани има една од најаките екипи од Конјарник беше. Ти беше, не дознавме на сред утакмица дека не чекаат надвор. Тоа е тука, кога излезеш од салата, е мало паркингче и одма е шума една до згора. Викам, ако излезем, ако не се спушта од згора, ќе не потепаат. Влеговме у едно бифе таму, земавме, што земавме, не битно. Испаднало дека нема врска, дека не било точно. Па Риц, името е од Лиц, знаеш, од сервис кру, тогаш немаше интернет и Лиц влагаше, се сеќавам, у прва лига. 15.000 дошли навијачи, вака бил цел град го направиле, па распоред, ај сервис кру ќе го земе името и така остана сервис кру. А сега ние малце бевме поспори со знамето праење, али што е најбитно, еве ние до денеска сме, тоа е преку 30 и нешто години сме тука, колку души, како и да е, сме активни на оваа трибина. Значи никој не рекол, слушај, јас сум у пензија, више не ме викаат. Зборам за оваа екипа овде и уште дел што не се тука со нас. Оваа група броеше многу поише членови у свое време, али ова што го гледате овде е, во главном се појавува и денес како има, сега коронава малце, ај желба ми е децава да продолжат тоа, да ги средат работите и да продолжат да не згасне името на една група како Фемили Аеродром, со стварно низ цела Југославија, длабоко почитувана беше од, барем сме имале контакти и знаем како размислуваат за нас. 91-92 Македонија е независна. Македонија е независна, ние играме финале со Немет Далио Граждан, че играме Македонска лига, работнички играше Југословенска лига. Фактички нас таа титула не ни ја рачунат нас, што ни е гајле дали работнички играл таму или не играл, кај играл они.
да не им го ни името, не го кажувам. Фактички тоа е у независна Македонија е прво првенство кошаркашко. Ние у финал игравме со Неметали, нешто палевме, димни бомби, нешто ново она. И фактички тоа треба да се рачуна како прво првенство и прва титула наша. Тоа е наше размислување. Затоа што беше независна Македонија од 8 септември, значи како почна првенството, беше со независно, не беше независна на средина негде, него со независност почнаа па до крај. Се овие они играат таму, па као не ја рачуна затоа што они не играле, па што им сако играат они у НБА, нема ли да се рачуна титулите. Тоа е наше размислување дека прва титула и у прво првенство е таа титула, од таму треба да почнат да се бројат титулите. Во 91 година им зате игра во Македонска лига, идеме на сите гостувања, а највпечатливо гостувањето во Куманово. Значи, надпреварот се играше негде околу 12 часот, ние во раните утрински часови околу 6 часот, по едно снежно невреме реално, заминуваме за Куманово. Значи, тоа беше кој како ќе се качи во воз, дали ќе се шверцува, дали ќе има карти, дали ќе нема карти. Се качуваме во возот и негде околу 9-10 часот пристигнуваме во Куманово. Во Куманово почнуваат некакви си нереди низ градот, бидејќи сме уочени од навивачите на Куманово. Некако стигнавме до салата, а во салата приказката беше сама по себе, значи хорор, реално кажано. Бидејќи дојдоа во голем број, се деси напад, ние ги нападнавме на нивна трибина, значи тоа беа немили сцени со повредени, нормално. Потоа бевме задржани, еден од нашите членови ја симна тогаш југословенската застава. Милицијата имаше дополнителен мотив да интервенира. Бевме малтретирани скоро 5-6 часа во салата во Куманово. Да, вечерта не пратија во Скопје. Во Скопје исто дополнително не пречека милицијата на железничката станица, каде што дополнително бевме исто малтретирани и разни работи се дешаваат тука во Скопје, не бркаа по станица. Бевме третирани едноставно како некои хулигани, а далеку бевме од тоа. Значи бевме само приврзаници на клубот. И во суштина после тоа многу одекна во југословенскиот печат, се пишуваше на секаде, во македонскиот печат, најдено демеко оружје, најдени не знам некои недозволени средства и така натаму. Далеко беше тоа од вистината, ние бевме нападнати и малтретирани од милицијата поиќе. Тоа беше тоа е едно така гостување. Менталитетот сосема другачи бил у тоа време него ли сега, знаеш, застава мора да носиш, мораш све да носиш, да си без застава, значи дека се плашиш да ти падне, да и ние сме се појавилете, гледаш купот, не празна оградата, нема застава, ние имаме застават. Не затоа што ние тотално не размишljал некој да ја земе, да ја ставиме на ограда. И ние имавме во клубот некој оперативно тело, во кој бевме Стојан Ристовски, Мурат Агиќ Халим, ја и Војса Илиевски, кои фактички решавме што требаше, како требаше во дати момент во соработка со управниот одбор да се направи со клубот. И сега, пошто немаше пари, дојде во криза фабриката, и ние направиме една стратегија како да се направат дополнителни средства. И изградивме ние као фабрика 16 тениски терени, направиме едно бифе во кај тие терените, кафана со кој земавме кирија која беше соодветна 1.200.000 и можда и повеќе денари, кои беа добро дојдени за работењето на клубот. Фалко, да. Ние ја изградивме тоа. Фактички на нас, на фирмата МЗТ заеднички работи, им должеше МЗТ енергомонт од Битола. Имаше извршно решение и ја го, пошто тие пари ги пренасочив што требаше да ги добијам, ги пренасочив во изградбата на кафаната и таа кафана се изгради као карабина и после мојот пријател Златко Соколич ја среди по европски терки и ја направи кафаната за мерак во тоа време. Моите први почетоци со кошарката се во далечна 1986
трета, четврта година, малце покасно почнувавме тогаш на 13 годишна возраст. Тогаш беа само две екипи во Македонија, младинска, да речам оние подобрите, работнички и МЗТ. Почетоците мои се во работнички до 88 кога одам во војска, тогаш на Југословенска народна армија, пошто мораше да се служи војска. Се враќам 89-та и по барање на Лазар Лечич, легендата, и на Благо Георгиевски Буштур, преминувам во МЗТ. Ситуацијата е ваква, мора да кажам, може и да е интересно. За прв пат мислам дека се случува во Македонија. Тогаш кога поминав од работнички во МЗТ, као имаше некои проблеми за исписници, не сакаа да дадат исписница и се направи еден, ајде да кажам, американски трейд. Ја отидов во МЗТ, а тогаш Владичевски и Зивчевич, мислам, отида ги пратија во работнички за да може да се направи размена, за да можам ја да играм, за да можат и они да играат во работнички. По барање на Лазар Лечич и Буштур тогаш беше. И така моите почетоци почна, мислам, бев 2 години во работнички во прва екипа, после војска отидов, али најдобрите години кошаркашки за усовршување мислам дека беа во МЗТ. Знаеме каква беше салата, сите навивачи, љубители на кошарката на МЗТ, сите аеродромци, лименката, познатата лименка знаат. Имаше услови феноменални, може не беше на изглед убава салата, но цел ден беше слободна за тренирање, кога немавме тренинзи. Ја почнав да тренирам, прво почнав да тренирам во работнички. Татко ми работеше во Годел и на основ на тоа отидовме со неколку другарчиња таму во градски парк. Меѓутоа таму имаше многу деца и се правеше избор на селекција. Ја 2-3 пати бев исфрлен од таа селекција. Тогаш беше покојни Цевка тренер таму. Меѓутоа имаше таму многу деца, така да кој може таму да види што има, како има, и бевме и многу малечки. Пак на иницијатива на татко ми, пошто се преселивме во аеродром. На иницијатива на стариот вика, зашто не отидеш вика до сала таму, вика да видиш што е, како е. Пошто и меѓу време израснав, пораснав и отидов до МЗТ. Таму тогаш беше, мислам дека и он човекот умре, покојни Игор, не знам сега како му беше презимето. Он држеше тренинзи. Меѓутоа тоа беше кратко и дојде после тоа за тренер го зема Саша Димитриевич. И он ни направи селективни тренинзи и тогаш одбра 12-13 момчиња, кои што во следните 3 години заедно со него работевме секој ден. Добив една шанса да работам самостојно во кошаркарскиот клуб МЗТ со една тогаш селектирана млада генерација во која што беа Мирза Куртович, Тони Симич, и навистина работевме многу напорно, затоа што во тоа време нормално дека тие младински погони на двата најголеми кошаркарски клуба во тоа време, МЗТ и Работнички, служија да продуцираат играчи за прва екипа. Што и тоа беше крајна цел, значи, за секој кошаркарски клуб. Од таа генерација, значи, излегоа два прекрасни, ја ви кажам, македонски играчи, бисери, кои што доста дадоа и за МЗТ, и за Работнички, и за македонската кошарка, и тоа доста млади влегоа во сениорскиот состав. Јас знам дека Мирза Куртович, мислам дека дебютираше негде декември месец 92 година, со неполни 15 години, 10 месеци, имам негде запишано. Дебютираше на еден турнир, новогодишен турнир, точно во салата Јане Сандански, мислам дека игравме против Работнички. И мислам дека и даде и кошеви некаде. Така да, во тоа време, значи, поинаква беше
филозофијата на клубовите се мислеше доста на тие млади категории, со тоа што нормално децата тогаш не плаќаа, се правеше селекција и која, например, најдобрите остануваа во клубот и они тренираа секојдневно. Јас се сеќавам дека таа генерација, можда и со Мирза или со Тони, ако разговарате, ќе ви кажат дека ја мислам дека во текот на цела година дали месец дена имале слободни денови слободни денови, другото све било тренинг. Што значи дека што говори на една посветеност и една навистина добра работа, квалитетна работа. После една година како што трениравме, како што почнавме да тренираме со Сашо, беше тука и професор Бранко Крстевски заедно, он беше тогаш и не знам дали беше или после тоа стана прв тренер на МЗТ, кога се растори Југославија, 91-а, 2-а, 3-та, таму негде. Тоаш Бранко беше прв тренер на МЗТ Хепус. Ова тие патот таму од 91-а, 92-а, 93-та дојде до Симке и после тоа со Симке уште 3-4 деца трениравме и со Сашо, трениравме напоредно и со прва екипа и така полека не внесува во прва екипа. Тогаш со МЗТ станавме и кадетски прваци, после тоа и јуниорски прваци на Македонија. И јас на 15 години за прв пат влегов во прва екипа на МЗТ. Дека Сашо ми се јави и ми рече, ја прво не ќев, беше срам, ми беше незгодно, викам кај ќе идам јас сега таму, тие се Медиче таму, Владичевски се таму, кај да влезам ја со нив. И он ме набеди и вика ќе идеш, ќе влезеш и така, полека. После тоа бевме со МЗТ истото тоа лето, ја 15 години не викна на еден турнир во Кипар. Куртович на 17 години беше млад играч. Таа сезона практично ги доби голема минутажа од мене и после тоа се претвори во еден врвен кошаркар. Мене многу ми помогнаа сите тренери. Димитар Маневски, кога беше прв тренер, ја бев тоа 16 години. Он ме стави во огин, што се вика, да играм. Па после тоа беше Балетич, он уште поише со него поише се тренираше. 89-та, значи 89-та, 90-та, значи во клубот тогаш доаѓа Пива Ивковиќ, исто прва Б Југословенска лига, значи од тој човек исто така сите тренери кои што беа тогаш во МЗТ научија многу, затоа што е тоа покојниот, тоа е братот на покојниот Дуда Ивковиќ. Постави одлични темели за работа, значи некои нови трендови во тренажниот процес. Јас знам дека таа година сениорскиот тим тренираше 3 сати, са вајле 3 сати попладне, што до тогаш не сме виделе до тогаш овдека. И нормално дека таа година и огромно искуство од него и организационо и секако, значи го постави клубот на едни здрави основи, за да следната година, 90-91, тоа беше година кога Анте Дуковски ја превзема екипата и јас бев вклучен во првата екипа како негов помошник. И в таа година нашето раководството на клубот, значи одлучи да МЗТ нема да се надпреварува во Југословенската лига, бидејќи тогаш веќе почна распадот на Југославија. Работнички остана уште една година да игра таа прва Југословенска лига и таму направија добар резултат. Таа година, значи со Јанко Луковски, Пеце Неумовски се врати од Југопластика и направи одличен резултат. Меѓутоа ние останавме и игравме во домашното првенство, каде што без пораз, значи таа година го завршивме надпреварувањето, бевме шампиони. 89-та, значи 90-та поминувам во МЗТ. Сега од 90-та до 95-та тие по-успешни, како да кажам, действувања во МЗТ се тоа што 91-ва со тогашниот тренер Анте Дуковски ја освајаме првата титула во Македонија, бидејќи работнички тоаш играше Југословенско првенство, ние игравме Македонско првенство и ја освајаме првата титула за МЗТ во Македонија со Неметали Огражен, мислам дека беше финали.
93-та, мислам 93-та година МЗТ ме праќа во Америка, во Индијана, државата Индијана, на 5 месеци на спортско усовршување играчко и тренерско, бидејќи има некои планови тогашната управа, бидејќи јас сум аеродромец, живеам во аеродром, има некои размислувања демек по завршување на мојата кариера кошаркашка да бидам тренер во МЗТ Скопје, што со радост и гордост го прифатив и отидов во Америка. После враќање во Америка 93-та година, морам да истакнам ова дека станувам прв рекордер по број на постигнати кошеви во Македонија, 63 коша на еден надпревар. Тоа се случи на надпреварот помеѓу МЗТ Скопје и Гостивар. По забележителен успех на МЗТ 93-94 година е надпреварот со Пардубице, каде што во тогашен сапорт, мислам, Куп Корач беше така нешто, пошто све е изменето сега, ги победуваме Пардубици, идеме во наредната фаза. Знам дека баш сеќавањето ми е свежо. На тој надпревар, ја и Дарко Здравковски играше тогаш за МЗТ, ја постигнам 34 поена, Дарко Здравковски постигна 30 поена. Во таа тогаш игра Јаневски, Медич, Маријан Лазовски, Бог да го прости, Златко Митревски, Гоце Андреевски, Цветков Трајко, исто така Анти Дуковски не беше тренер. Една година поминувам од МЗТ во Жито Вардар, 94 година, и повторно 95 година, значи попадање пак на Лазо Лечич, бидејќи меѓувреме правева концепција на некоја помлада екипа МЗТ и сакавме да играме, сакаше Лазо да игра во Европа. Да, во 91 година МЗТ истапи од тогашната Југословенска лига и настапува во Македонската лига. Во сезоната 91-92 Пирамида заедно со Сервис Кру ги има скоро сите гостувања во Македонија. Значи, немаше каде МЗТ не гостуваше, а Пирамида да не беше со него. Тоа беше Тетово, Кочани, Гостивар, Велес, познатото гостување во Куманово, каде имаше големи инциденти. Симната беше југословенската тробојка. Во тоа време за тоа пишуваше целата југословенска штампа. Во самостална Македонија се издвојуваат надпреварите со работнички. Стана едно дерби, секој надпревар беше празник за себе. Секој надпревар беше со посебна припрема, а поготово шлаг беа надпреварите во завршницата на првенството, во завршницата на купот. Ние МЗТ го пратевме буквално на секаде каде и играше низ Македонија. Наредната година веќе тимот го превзема Бранко Крстецки, јас помошник, и 90 тогаш па еве колку 22-23 години. 89 година на барање на кошаркарскиот клуб Работнички, бидејќи грото од децата, односно од кошаркарите, ми беа ученици и јас им бев класен раководител во училиштето за физичко образование Методи Митевски Дрицо. Со тие деца, односно на барање на Работнички, отидов во Работнички, каде во сезоната 89-90 година играме во втора лига со тие деца. Тоа е генерација, едно од најталентираните и најдобрите генерации што некогаш ги имал Работнички. Тука беа Књазе Војновиќ, Јовановски, Блажевски, браќата Боцевски, Срđан Станковиќ, Васе Најков, Горан Граматикови и така натаму. Со таа генерација во Жупања, Хрватска, 90 година во мај го освоиме третото место на државното првенство на Југославија. За да негдека 92 година, повторно на инсистирање на Таки Джиков, бидејќи Таки Джиков беше назначен како координатор, шеф на стружен штаб во кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје, мене ме донесоа како прв тренер и во таа сезона, значи полусезона, меѓутоа сезона 92-93 година, бев прв тренер. Горцум
затоа што направи една смена на генерација во тој период, каде што многу млади и талентирани кошаркари со кои што претходно работеше Саша Димитриевиќ, јас од кадетската и јуниорската школа префрлив 7-8 млади играчи родени 75-то, 6-то, 7-то годиште, меѓу кои едни од поталентираните беа Мирза Куртовиќ, Тони Симиќ, тука бидејќи од претходно го знае Врбица Стефанов, еден од условите беше да во клубот да го донесам Врбица Стефанов, кој претходно го однесов во работнички додека бе, меѓутоа во работнички го прогласија како неталентиран. Сметам дека и бидејќи првите почетоци и на Симиќ и на Мирза Куртовиќ беа во работнички, меѓутоа таму беа прогласени како неталентирани, со доаѓањето во МЗТ Скопје ние препознаме дека тоа се мощни, талентирани и добри играчи на кои што треба да се темели едината на клубот, но поради некои несогласување во смисол на форсирање на млади играчи, јас после сезоната си заминав од клубот, меѓутоа и понатаму останав да работам со кадетите и јуниорите во тој клуб и во сезоната 92-93 година, значи со кадетите го освоиме исто така првото место во Република Македонија. Значи, крај на 92-та јас ја преземам екипата с првиот сениорски тим и така одиме до крај, за да по завршувањето на таа година, предам во женскиот кошаркарски клуб Скопје, кој што тренираш исто во ова, бидејќи тие таа година играа куп линјара ракети, значи Еврокуп. Мојот ангажман во МЗ Скопје како прв тренер е во 1994 година. Тогаш клубот се надпреваруваше во така нареченото надпреварување Куп Купова, пошто беше финалист на ниво на Македонија. Имаме направено добар тим. По некоја случајност го одбравме Марк Дин во тој период, еден извареден играч, извареден скокач, кој ни го подобри скокот и во одбрана и во напад. Тогаш јас го донесов и Перо Блажевски, кој беше во работнички, еден легендарен играч на МЗТ, кој ги даде тие последните кошеви со Реал Мадрид. Таа година, значи, ја победивме Дона, сегашна Цедевита, поминавме во вториот круг и игравме со Самара од Русија. Тука ја победиме со 8 коша разлика, таму изгубиме 14 коша разлика, така да со Самара не елиминира од тоа надпреварување. Беше добар еден период, една полусезона и меѓутоа негде зимата таму почна да паѓаат моите резултати во клубот, така да по одлука на управниот одбор јас бе сменет и на моје место дојде Лазар Лечич, кој продолжи таа сезона во МЗТ. Тоа е прилика мојот ангажман во клубот. Допринос во кошарката може да се каже и моето присуство во деликатес, во кошани. Тогаш во самостојна Македонија за прв пат го донесов Бонер Апшу, прв црноморест играч, кој беше еден кошаркашки, да речем, вака условно да не бидам погрешно разбран, циркус направивме во Републиката, ги наполниме салите, направивме добар успех таа година, бевме финалисти на купот, али со доаѓањето на Бонер Апшу и следната година на Майкл Инграм почна да се носат и многу квалитетни кошаркари во државата, например и работнички, и МЗТ, и Жито Вардар, носат многу квалитетни играчи, за разлика од сегашните, кои се така наречени полуфабрикати и се испод секој ниво, а ги заземаат многу местата на овие наши млади кошаркари. Така да
тој период во Деликатес е еден од најубавите мои периоди во таа тренерска кариера. После тоа долги години се бавам со работа во Грција и со први тимови, а последните 10 години работа со млади кошаркари, со овие спортски и кошаркарски школи и еве сега како пензионер уживам во пензијата. Како функциониравме ние во фабриката? Пошто многу аеродромци, а многу ископјани не знаат. Фактички ние имавме собрание во кое 90% сум бил ја председател, фактички за 12 години и собранието ние од МЗТ и го биравме управниот одбор со надворешни и со внатрешни членови, значи со директорите од фирмите, јаки спонзори и така натака. Така тогаш се случи Јово Панајотовиќ да замине, нашиот председател да замине као амбасадор на Македонија во Русија и тогаш станува суновратот на работењето на МЗТ. Со распад, значи, на СССР и на Југославија, МЗТ ги губи пазарите. Значи, не од една јака финансиска организација, со 9450 вработени, сега го преполовува тој број на вработени со таа криза економска која стана и сега таа криза удри и на клубот. И не можеше тоа финансирање да се направи као што беше. Се намали буџетот и во финансирањето и сега ние што правиме? Ние моравме направиме стратегија да МЗТ беше затворен тип за финансирање до 90-та година, до 91-та, друга. И тогаш решивме да клубот го отвориме и да биде клуб со надворешни спонзори, со јаки спонзори. И тогаш во клубот влегува Комерцијална банка, Тутунска банка, Алкалоид и други познати фирми. Морам да ги истакнам, пошто ми е сугерирана кој беа председатели. Најуспешен председател во историјата на МЗТ беше Барзов Тодор, познат стопанственик. Потоа после него беа Бубевски, Јордан Пишев, Александар, Стефан Босотов, Илија Андонов, Страшо Нелковски од Македонија Табак, Хари Костов и Мукаетов од Комерцијална и Алкалоид, Орце Камчев и така натака. Вака, во МЗТ дојдов негде во средината на 90-тите години, че негде 95-96-та активно, иначе бев љубител на кошарката, го следев кој што играше уште во прва лига Југословенска, тогаш најаката лига во Европа. Кога дојде Тодор Базов, директорот генерален на МЗТ Скопје, кај мене во канцеларија, ми вика сега југословенскиот пазар полека почва да не функционира, сакаме да го задржиме клубот, ни треба дополнителни финансии и дали би може да се вклучиш, пошто ние како фирма што произведувавме производи цигари, кои се рекламираа јавно, имавме донесена одлука дека можеме на спортските активности, спортските терени да ги рекламира нашите производи, тоа што законот дозволуваше. Викам, можеме да видам колкав е буџетот, па ќе почнеме со известни средства. Така да се договоривме да семафорот во салата биде под партнер и одвојувавме средства за клубот. Во тоа време МЗТ се формира националните лиги, Македонската лига, како сама лига, се одвои од југословенската кошарка, секоја република си имаше своја лига и од тогаш почна фактички ривалството меѓу МЗТ и Работнички. Работнички беше така најпопуларен, можам да кажам дека после Вардар фудбалски клуб најак спортски бренд во Македонија, меѓутоа за кус временски период и МЗТ претходно како МИК успеа да се наметне во спортскиот живот во Македонија. За кус временски период после Работнички во прва лига, Мавро во Гостивар во втора лига, исто успеа и МИК да влезе. Моето активно вклучување негде после 95-та, 96-та и едно време бев и председател на кошаркашкиот клуб МЗТ. Во тоа време најинтересни случување во Мак баскетот беа дербите меѓу Работнички и МЗТ. Првиот куп бевме на трибината кој што е нивна сега.
Фактичи бевме сите овде што сме, под семафорот, тоа беше она со баклите, ние запаливме први, па они запалија. Со тоа што они немаа своји навијачи, не ни треба да ги спомнувам воопште нив, али нема своји навијачи, они беа навијачи на друг клуб. Па идеа, знаеш, успут идеа и за нив. Ние на прво место ни беше МЗТ и све друго беше она попратно некад, така се. Почетоци на МЗТ, тоа беше 95 година, крајот. Прва утакмица во лименката со Жито Вардар. Ме однесе мојот татко и од тоаш натаму до ден денеска сум редовен навивач на МЗТ Скопје. Па да, од 95-та се уште беше Пирамида и Сервис Кру до 97 година. Од 97 година Пирамида и Сервис Кру се спојуваат, стануваат Фемили Аеродром. И од 97 година до ден денеска секојдневно идеме на надпревари, секој викенд живееме за надпреварите на МЗТ Скопје. Јас знам за МЗТ од мал. Моите почетоци се околу 92-93 година со МЗТ сум. Заедно со Сервис Клуб и Пирамида. Многу интересно сум поминал. Една година бев во Гостивар, за да 95 година, кога Лазар Лечи го презема МЗТ повторно, ме вика да му бидам помошник и таа година го освајаме и првиот куп на Република Македонија за МЗТ. Навистина една изворедна полусезона, каде што Лазо ги направи, ги скоцка коцкиците, не само на терен, туку и малце повеќе организационо. И даде еден добар темел за годината која што доаѓа. А таа година беше една од најдобрите на кошаркарскиот клуб МЗТ, година каде што навистина сите се чувствувавме прекрасно, затоа што направивме еден изворен резултат во Еврокупот, игравме добро и во првенство. Меѓутоа, она што Лазо го направи у смисол на организација на клубот претходната година и со работата што ја правевме со играчите во текот на тој период, навистина беше и текако значена за наредната година која што следеше и која што го направивме тој резултат. 95-та првенството игравме финали и изгубивме 3-0 од Работнички. Меѓутоа купот беше добиен и тоа беше една база и еден темел на кој што ние требаше да надградиме за следната година, кога на тимот го презема Александар Књазов. Прв куп на МЗТ. Освојањето на првата куп титула на МЗТ, тоа беше во салата на Работнички. Тука е една интересна ситуација, можам да ви ја кажам. МЗТ беше стално губеше, поеко целиот тек на утакмицата губеше со 6-7 разлика и веќе се ближеше крајот на утакмицата, негде 5-6 минути за крајот, а утакмицата се со синот, кој беше многу мал, дали беше прво, дали не знам, и со прославениот тренер од Македонија Таки Джиков, и Таки ми вика, изгубивме утакмицата, сега вика мора да стапи Лечич, беше тренер на МЗТ, мора Лечич да направи некоја своја фора, вика, да направи пресварт. Тој се помина една минута, као да Лечич го слушал сугестијата на Таки. Една судска одлука почна ја прокоментира во свој стил, ја фрле топката, шутираше, излезе напред прекино 10 минути. Утакмицата после продолжи, Лекич беше исклучен, меѓутоа МЗТ ја победе и го доби првиот петок. А сите беа за работнички. Ние ден не беше за работника, сите. Костов, Хари, овој директор, он го донесе синкето, вика, и Чичко Тошот, тоа беше малечко. Работнички ти ќе ви исканка. Меѓутоа Лазо направи таква тактика и медаљата Лазо му е даде на Бранко. На Бранко му е даде. Ето. Сите им дава. На Тито медаљата продават на Тито. А овие сме газди. Стално сме биле газди. Ние запалиме, они има више, они запалија, така да крајот на утакмицата се играше у магла. Слободни Врбица шутираше кај нив, оне го освоивме.
Нема нешто што да се каже, добро навијање, пуна трибина. Другаче они беа као центар и типично беше аеродром центар. Нели, ние сервис кру као тука терам, али ние ги викавме центар, устави центарски ДДР. Центарски педерчиња. И она пропаганда која што имаше МЗТ во тоа време, нашиот клуб што го направи многу важна работа е што го направи договорот со А1 телевизија и со Љубомир Николовски кој што перфектно ја одработеа цела сезона. Значи сите надпревари кои што ги игравме дома беа во живо на А1 телевизија, надпреварите кои што ги игравме надвор се снимаа, па идеа како снимка, меѓутоа Љубомир Николовски во тоа време, знаете, беше одговорен за NBA лигата, ги пренесуваше оние култни надпревари, ја мислам дека еднаш или два пати беше и на All Star надпреварите таму, и сето тоа искуство кое што го кумулираше од таму го пренесе тука и стварно навистина беше задоволство и чест да си дел од МЗТ, да си дел од еден таков проект. Човек беше на трибина, друг во живо. Не, Кука беше човечиште стварно. Да, Жежо. Кука беше човек што редовно пратеше надпреварите на МЗТ. Без него дури немаше штимук на трибините. Колку беше Жежок на трибините на МЗТ, толку беше па многу добар по душа, за дружење, за пријателство. Ние заедно игравме и многу надпревари во салата, спортувавме заедно, игравме кошарка, заедно се дружевме. Значи стварно прекрасен човек и кој што многу ни фали. Во последните години заедно со ветераните он се дружеше со нас. Бевме изолирани на една трибина, мислам се дружевме интензивно. И стварно не погоди неговата смрт, веста за неговата смрт и многу ќе ни фали и ќе им фали на многу луѓе во аеродром, а и во Скопје, мислам. Saw your face, I knew you were the one. In the sky that's filled with rain, a ray of sun. I called you on the phone, said you're happy on your own. When I heard your body cry for my love. Реал Мадрид ни беше прва утакмица. Бевме гости во Мадрид. Голем предизвик, мислам и она, како да се каже, некако страхопочитување по самото име. Тишина е потребна.